Над 250 извршни директори, менаџери, инвеститори и предприемачи учествуваат на дводневната конференција Македонскиот економски самит во организација на Македонија 2025. Самитот представува еден од најзначајните бизнис настани во земјава, на кој учествуваат околу 40 говорници од над 20 земји, кои ќе дискутираат на теми како што се технологијата, бизнисот и лидерството. Настанот се одржува по трет пат во Македонија и има за цел да ја поттикне и напредне дискусијата за економскиот развој, да ги представи динамичните сектори и предностите на земјата. Самитот е прекрасна можност да видиме што прават најдобрите во светот и да научиме од нив, изјави Мајк Зафировски, еден од основачите на Македонија 2025. Не се поставува нова барикада со жица на македонско-грчката граница. Се работи за барикада која е поставена од почетокот на мигрантската криза кај прифатниот центар во Гевгелија за канализирање на протокот на мигрантите, изјави портпаролот на Армијата на Република Македонија полковник Тони Јаневски. Сепак, информира Јаневски, се работи на расчистување на теренот за евентуално поставување такво ограничување кое би било во случај на крајна нужда, а во согласност со донесените заклучоци на Советот за безбедност одржан на 14 ноември, а во врска со потребните мерки во случај на можни ограничувања на протокот на мигранти. АРМ и управувачкиот комитет, истакна Јаневски, согласно тие заклучоци и задолженија ги преземаат сите потребни мерки. Во изминатите 12 часа 4366 мигранти од прифатниот центар заминале кон Куманово. Според раководителот на прифатниот камп кај Гевгелија се пропуштаат сите пристигнати без селекција на национална припадност, односно сите што исполнуваат услови за да им се издаде потврда за право за барање азил. УНХЦР претходно соопшти дека Србија и Македонија го ограничиле пропуштањето на мигрантите преку своите граници и на нивните територии дозволуваат влез само на бегалци од Сирија, Иран и Авганистан. На француските полицајци ќе им биде дозволено да носат оружје и кога нема да бидат на должност, за да заштитат евентуални жртви, а таа мерка ќе важи се додека трае вонредната состојба. Портпаролот на француската полиција изјави дека полицајците кои волонтираат ќе може да носат оружје за да се заштитат себе си и луѓето на јавните места. А нови терористички напади во Европа се веројатни. Постои многу сериозно зголемување на заканата на континентот, изјави директорот на Европол Роб Вейнрајт пред Комисијата на Европскиот парламент за граѓански слободи, правда и внатрешни работи. Тој нагласи дека Европската полициска служба располага со податоци за над 10.000 луѓе осомничени како странски борци во Сирија и во Ирак. 2000 од нив се потврдени странски борци. Влијателни членови на најсилната германска партија ЦДУ на канцеларката Меркел бараат да се распоредат припадници на германската армија на улиците за да се зголеми нивото на безбедност. Оваа идеја, која што во Германија е контроверзна поради нацистичкото минато, е поддржана од видни членови на ЦДУ и министерот за финансии Волфганг Шојбле не ја исклучува можноста војската да учествува во внатрешното обезбедување на земјата. Стравот од терористичките напади значително се зголеми по настаните во Париз, но и евакуацијата на стадионот во Хановер, каде беше одложен фудбалскиот меч меѓу Германија и Холандија. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган изјави денеска дека нападите во Париз покренале бран на омраза кон муслиманите и бегалците во Европа и побара од европските лидери да апелираат на здрав разум во своите земји. Ердоган изјави дека извештаите за напади врз муслиманите и заострените мерки кон бегалците по нападите во Париз само ќе придонесат за продлабочување на трагедијата.